Па прво би сакала да започнам со игнорантскиот однос кој што монни го упати на нас средношколците овие последни 3 месеци. Ме им благодариме многу за тоа. Се собравме ние средношколците, си напишавме барања, ги поднесовме барањата, но меѓутоа тие немаа никаков одговор на нашите барања. Се трудевме, организиравме маршеви, организиравме петиции, организиравме собери секој ден пред МОН, но меѓутоа ни тоа не допре до нив. Единствен јазик на кој што тие знаат да комуницираат со нас 18.000 средношколци кои што активно бойкотираат и 13.000 загрижени граѓани само на ниво на Скопје, кои што ни искочија на последниот марш, беше јазикот на заканите, јазикот на уцените, јазикот на заплашувањата и на средношколците, и на родителите, и на наставниците. Прво се обидоа да ги заплашат средношколците, видоа дека не им успеа. Понатаму се префрлија на професорите, видоа дека не им успеа, за да на крај пробаа да завршат преку родителите, но меѓутоа ние сите заедно сплотено им покажавме и преку кампирањето и преку активниот бойкот кој што се држеше 2 месеци, дека нема да се откажеме и покрај се. Но меѓутоа видовме дека ние од нив бараме средба, ние од нив бараме диалог, а тие тоа никогаш нема да ни го дозволат и токму затоа денес во петок пред прилика 3-4 часа си го собравме кампот, го прекинавме бойкотот бидејќи нема зошто ние да губиме од настава, колку и да не е квалитетна таа настава и колку и да не е квалитетно тоа образование, кога можеме уште 3 години да спиеме таму и 3 години да бойкотираме, а тие сепак да не слушнат и тие сепак да се служат со јазикот на заканите и на се останато. Единствено нешто на кое што ние можеме да им заблагодариме на Министерството за образование и наука, како средношколци, како средношколски пленум, е тоа што тие успеа сите нас да не сплотат, имајќи го во предвид фактот дека до сега ние бевме пасивни и не се боревме за нашите права, успеа да сплотат толкова голема бројка на средношколци на ниво на Македонија, што ние понатаму сме сигурни и сме убедени дека ќе бдееме над МОН секој ден, дека ќе представуваме голема закана за Спиро и за Адеми и дека континуирано ќе се бориме за нашите права, за нашето образование и дека нема да се откажеме од тоа. Ви благодарам многу.